колешка Александра Младеновиќ и сите колеги кои што учествува во изработката на ова изложба. Значи, овде имаме раскажано филмот од зародишот на неговата идеја во 1948 до денешниве години. Во 1948 година Трајче Попов отишол во Пиринска Македонија да снима документарен филм. Филмот подоцна бил наречен Мис Пиринска Македонија и таму се сретнал со современиците на Јане Сандански и со директните учесници во аферата Мис Стон, која што била наречена за време на почетокот на 20-тиот век, кога била грамната американската мисионерка Мис Стон. Таа приказна на Трајче Попов му оставил толку длабок впечаток, што во 52 година го напишал ова сценарио, со кој што конкурирал во Вардар филм за да се направи игран филм. Меѓутоа, раководството на Вардар филм одлучило дека многу подобро би било да се сниме и филмот Фросина, затоа што бил полесен за реализација. Имало режисер Воислав Нановиќ, кој што веќе бил познат рутински режисер во тоа време, а мислам дека Воислав Нановиќ бил по потекло негде од македонските краишта, иако никогаш не живеел во Македонија, мислам дека е роден во Гевгелија, како што се сеќам, негде на југот од Македонија. Меѓутоа, во 1948 година, значи, започнува да се снима овој филм Мис Стон, со поминувајќи големи стили, кабриди, значи, многу промени на режисери, на сценаристи, на актери кои што би играле во филмот и други, значи, луѓе кои што требале да дадат свој влог во филмот. Меѓутоа, во 1958 година започнува снимањето на филмот. И снимањето на филмот не поминува така лесно, тоа бил голем проект. Сето тоа можете да го видите низ овие неколку 20 паноа сега за сега, кои што ги има и на горниот спрат. Можете да видите целата историја на Мис Стон. Зад снимањето на филм, зад филмот, значи можеме да видиме на Мис Стон. Филмот живее некаде многу богат живот, некаде до 62-та година, кога една непогода го погодува Скопје, значи тоа е поплавата, каде што голем дел од материјалите на Вардар филм се уништени и тука генерално и запира таа интернационална дистрибуција на филмот Мис Стон. Сепак не е толку страшна работата, кинотеката има изработено заштитна копија од повеќе копии, значи кои што се земани и од Југословенска кинотека и од наши дистрибутерски копии, имаме изработено заштитна копија. Се надевам дека во брзо време ќе направиме и некоја дигитална реставрација со која што ќе го вратиме филмот во полност светло овака во живот. Фала ви на сите што дојдовте. Еве, и Гена може да ве поздрави. Фала ти, Гена, за што ни излезе во пресред за оваа изложба. Изложбата исто така ќе ја поставиме и во Загреб, во Туштанец. Тоа е едно прекрасно култно кино. Значи, иста оваа изложба ќе оди и таму за време на деновите на македонски филм од 3 октомври, тоа е за една недела, значи, од денеска. А секако дека ќе биде поставена и за публиката во Скопје. Тоа е тоа сега, а меѓутоа не знаеме колку има интерес, може би и да се почне на некој друго место.
Доброваче на сите, но благодаря многу на директорот на кинотеката на Македонија, Владимир Ангелов, кој што имам не врзуваат многу слични ставови кон она што значи зачувување на традицијата на филмот и воопшто македонската кинематографија. И затоа со радост ја дочекав неговиот предлог заедно да го направиме ова. Без разлика што ова е проект на кинотеката на Македонија, исто меѓу Елена и автономијата, сепак кинотеката на Македонија е наш партнер, заедно со општина Битола, со Агенцијата за филм на Република Македонија, Центарот за култура Битола, Залот од галерија, музеј, архивот и Народниот театар Битола. Така што сите овие наши партнери имаат свој еден блок во она што значи зачувување на македонската култура и македонскиот филм. Ова е едно од тие наши драгоцени настани кои што секогаш слободно ќе си ги раскажуваме после монаки. А Владо со неговата екипа и со Александра се потрудија да не внесат во некои мигови, во некои мали пикантерии за време на подготовката на сценаријето за Мистон и за време на снимањето на Мистон. Кинотеката на Македонија е една од ретките институции која што и покрај тоа што се соочува со недоволно средства за работа, бидејќи имаат интересни предлози и луѓе кои што сакаат да сработат многу проекти, сепак се потруди оваа изложба да изгледа многу достоинствена и многу мило, што ќе биде прикажана на Тушканица во Загреб. И знам дека и тамошната публика ќе биде многу заинтересирана да ја види и мислам дека ќе видите колку она што ние го создаваме овде го почитуваат во светот. Само ние треба малку подобро да погледнеме кои се овие наши драгоценности кои што ги имаме. Многу ви благодарам на кинотеката, се надевам дека утре исто така точени ќе не посетат и намерниците и туристите кои што ги имате во Битола и дека ќе го чувствуваат дел од оваа магија што се викаше Мистон, првиот македонски филм во овој. Благодарам. Секако најден имат јалаци, а за некоја минута ќе почнем и филмот можеме. Кој е добро облечен и не се плаши од зима, може да си го изгледа